Добро утро, му велам и добар ден на господинот Јорго Огненовски, председател на партијата Демократи. И благодарам што ја прифативте поканата, господин Огненовски. Телевизија 24 друг пат давала можност и сега дел од својата програма да ја посвети дел од своите минути и на оние партии кои што не се, како вела тај, да не речеме големи мали, да речеме условно речено понови на македонската политичка сцена и партии кои што веројатно сте единствени од она што јас проверував, кои што не влеговте во некој од коалициите на големите партии на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Зошто таква одлука, господин Огненовски? Добивте покана, не добивте покана, не ви се усогласија програмите или она што ви беше понудено, или пак можеби вие баравте нешто? Пред се, како председател на Демократи, ние уште пред 7-8 месеци објавивме повик до граѓаните и се разбира до политичките партии и здруженија на Македонија и да формираме фронт за спас на Македонија. Тој фронт да биде против СДС, ДПМН, ДУИ и нивните коалициони партнери. За жал, разговаравме со повеќе политички субјекти, нанајдовме заедничко, бидејќи повеќето не, туку сите од нив ги интересира да влезат во коалиција со овие партии, да не ги речем сега криминални здруженија, кои што бараат директорски места, некои функционерски места, ретко бараат или сакаат нешто повеќе, бидејќи се задоволуваат со ништо, поточно се едни мизерни директорски места. Ние бевме поканати од ДПМН и во тој еден разговор со нив му кажавме дека ние не можеме со вас во коалиција да одиме, затоа што цело време кажуваме кој сте, шо сте. Доста злодела имате направено за Македонија и за народот и дека ако бидеме со вас во коалиција, тоа треба да биде на една поточно кажано чудо, треба да се случи затоа што ние досега промовираме борба против вас и сега за да влеземе со вас во коалиција. Сакавте таа автохтоност, да речеме, на партија која што еве 6-та година, мислам дека битисува на македонската политичка сцена, немала, нели, и никогаш не соработувала со овие две поголеми партии, најголеми практично на македонската политичка сцена, СДСМ и ВМРО-ДПМН, и сакавте во овие избори таа автохтоност да ја задржите на некој начин. Сигурно, и да го направиме тој фронт за спас на Македонија против овие три партии што спомнав, во кои што владеат во Македонија 33 години, ДУИ владее скоро 21-22, апсолутно владее над сите овие партии и владее во Македонија и доминира како политички субјект. Ние сакаме и во иднина, еве јавно објавувам, со никого повеќе, дали и после 4 години, ако сум јас председател и заедно со луѓето кои што се во Централниот комитет, членовите, одлучивме со никој ни да преговараме повеќе за некои можни коалиции. Значи никогаш настапувате соло, сепак е соло настапуваме во една храбра одлука во вакви услови, нели, на ваков модел изборен, и тоа сепак е храбра одлука за во секој случај. Точно, мора така да биде, затоа што во разговорот со повеќе партии, значи ние ги контактиравме сите партии за да го направиме овој фронт. Ниједна од тие партии не можем да речем сите буквално, но тие што мислевме дека се квалитетни и што би можеле со нив да коалицираме, што имаме исти идеи, и слични програми и идеологија. Значи разговаравме со тие сите и сите тие не одбија и сега некој од нив, као наводно од сами, се појавуваат во улога на спасители на Македонија. И двете партии не одите, мислам не учествувате со свој представник, предлог кандидат за изборите на председателските избори, а сепак дали ќе го повикате вашето членство симпатизери да гласа за некој од овие 7 председателски кандидати или? Па ние веќе повикавме на социјалните мрежи, Facebook и Instagram и така натаму. Ние не поддржувам ни еден од кандидатите, од 7-те кандидати, сметаме како демократи пред се, како народ, како луѓе, дека немаат квалитети, ни еден да имаше некој квалитет, и второ доаѓаат од партии кои што, пак ја кажам, тие се криминални партии, доста зломо имаат направено на Македонија во 33 години, зошто да поддржуваме некој кој што до сега видовме нивните председатели, тие не работат за доброто на Македонија, македонскиот народ и другите народи и народности. Тие работат за доброто на партиите. Што ќе му каже председател и тие главните, тоа подпишува, тоа не подпишува. Видовме, не се работи само за патриотизам, тука се работи за се.
Значи, Македонија ние сакаме, јас се сакам пред се и како демократи ја сакаме оваа држава да оди напред, не сакаме да имаме лажни македонски патриотски партии и лажни македонски патриоти политичари. Ние сакаме да имаме реални луѓе кои што ќе направат добро за Македонија, од економска до да ја заштита државата и суверенитет и све друго што треба. Значи, ако треба да се гине за Македонија, ќе се гине и мора да се бориме за оваа држава еднаш да стане функционална. Значи, пак ја кажам, никого не поддржуваме од овие затоа што сметаме немаат квалитети и доаѓаат за жал од партии кои што направиле големо зло, а и некои од нив што сега изигруваат као нови партии. Добро, затоа и тоа сакав да предочам сега дека не се сите од партии кои што досега биле на политичката сцена, еве има двајца претседателски кандидати кои што се условно речено од нови партии кои што досега не биле нели не во биле, власта, али како Левица, како движењето знам на да, Максим. сега тоа е точно, но тие двата кандидати не се квалитетни. Според вас, така? Според нас се разбира. Имате право да си размислувате така. Еве за американскиот систем може би повеќе да збори господинот Огненовски, бидејќи подолго така голем број на години живеел и престојувал во Соединетите Американски држави. Дали во нешто можеме да се споредиме, господин Огненовски, еве па дури во организација на изборите или сме како небо и земја? Небо и земја. Со Соединетите Американски држави не можеме во ништо да се споредиме, бидејќи таму политичарите се честни, системом функционира, значи прекрасно. Секој систем си има мани, но Америка е светлосни години понапред од нас, кај нас владе пред се почнувајќи од криминалниот изборен законник на начин како се спроведуваат избори. Треба да се беше ветувано дека една изборна единица, сега една изборна единица повторно ВМРО ДПМН, нели можевме да слушнеме во програмата завчера 90 член парламент, една изборна единица, дали очекувате дека некогаш тоа ќе се случи? Нема дали да двете големи партии ќе се договорат и трите со ДУИ? Нема да се случи додека ДПМН, СДС, ДУИ и нивните полтронски привезоци се на власт, нема да се случи. Народот, затоа викам демократи, треба да се ние сите бориме, продолжиме ова борба, долга е и се разбира комплицирана, не велам тешка. Борбата е голема за спас на Македонија, за спас на самите себе, ние како народ, македонскиот народ и другите народи, од ова зло што не малтретира 33 години, поточно уништува. Значи, тој криминален изборен законник мора да се менува, не е само една изборна единица, треба да има отворени листи, цензусот да е цензусот. И еве, например, сега зборуваме за председателски избори, ова е фарса. Значи, ти му кажуваш на колку ги има, не знам, регистрирани политички партии, преку 60-70, вели, знаете што, за 14 дена да ги соберите 10.000 подписи и вашите луѓе што ќе одат да се подпишуваат, не е дома да береш со ливче, туку одете во некој канцелари на ДЕК или одете кај нотар. Кај нотар се плаќа ако ќе одиш без пари, никој нема да те подпишува, но нека и така еве све нека е без пари. Значи, за 14 дена ти ги малтретираш политичките партии кои што се регистрирани и треба сие која политичка партија да ги има истите права. Значи, самиот изборен закон е криминален. Нас, да кажеме, предпоставувам во вашата кампања и програма ќе се јави оваа точка, нели, за дека се залагате за една изборна единица и предностите, нели, на едниот и на другиот модел. Да, и што е многу важно за председателските, ние предлагаме како демократи да се секоја политичка партија што сака да учествува на председателските избори да може да си кандидира свој кандидат за председател без собирање на подписи како што е за парламентарните или локалните. Што е тоа? Ајде десетија направено се разбира од овие партии кои што владеат толку време за да елиминираат 98-97%, а некои од овие што може да ја соберат, ќе соберат, ама зошто? Тоа е елиминација на партиите кои што себе понови да не речеме помали. Очекувате ли да се случи тоа, бидејќи велат ако не си про ЕУ, блокот тогаш си против за Русија или контра ЕУ? Дали вие прифаќате таква поделба што се јавува и од овие големи табори, посебно од предводени од коалиција од СДСМ практично? Нели коалиција про ЕУ и дел од нели албанските партии, уствари сега и ДУИ формира таков Европски сојуз или како и да беше. Европски фронт исто едните и другите албанската опозиција. Се што промовираат овие партии, тоа е само лук и вода, невистина.
Значи, не можеш да ги одбележуваш луѓето ако не си за ова, си за ова. Јас велам вака, демократија, затоа се викаме демократи, да му оставиш на луѓето право да си одлучат самите кај сакаат, што сакаат. Но не смееш да ги напаѓаш големите моќни држави само за да ги напаѓаш. Значи, треба да размислуваш дека ако сакаш да бидеш за Европската Унија, за Европа, за Америка, за светот, да имаш добри пријателски односи со сите држави, како што ние го правиме демократи, треба да бидеш културен и треба да бидеш фер, да не само тресиш глупости по телевизија и по социјални мрежи и со тоа да се правиш голем македонски патриот. Тоа нема да те направи. Ние како луѓе што се занимаваме со политика, јас секогаш велам, не сум политичар, се занимавам со политика, треба многу да пазиме што зборувам. Оти можеме огромна штета да му нанесеме на Македонија, македонскиот народ и дополнително нели поларизации да се случат меѓу... Се разбира. Ние како Македонија сме мала држава и треба да си окажеме своето мислење. Треба да се бориме за Македонија, за народот и така натаму. Но ние не смееме да правиме некои такви поделби. Ако не си за Европа, си против Европа. Тоа не е точно. Еве, например, ние формиравме фронт за спас на Македонија и така ќе одиме на овие избори. Значи, што значи тоа? Ние сме проевропски, како демократи, јас лично, проамерички, про-свет. Со сите држави, дали е тоа Кина, Русија, Африка, Австралија, не е битно, Јужна Америка и така натаму, Канада, ние со сите сакаме да имаме добри односи. Не сакаме да делиме, не сакаме да се караме, не сме ни фактор некој да се караме, но сакаме да водиме миролюбива политика. Кој е наш пријател, кој ќе ни помага, поготово моќните држави од светот, треба да ги прифатиме како така, а не ќе излеземе и лупаме само глупости по телевизиите. Дека ние, не знам, не сакам држава да спомнам, ова не чинало, овие фашисти, ова фашисти, она, па 300 глупости за овие блока и како НАТО и другите организации. Не бре луѓе. Ако сакаш, ако ја обожаваш некоја држава, кажи ја сакаш и обожаваш, сакаш да бидеш тоа е твое мислење. Ние како председ држава, како луѓе што се занимаваме со политика, утре ќе добиеме пратенички места, па и функции. Ние ќе го повикаме овој народ за секој важен закон, за важни работи што се случуваат во државата, капитални проекти или како што се случи промена на името или што е да било друго, ќе имаме обврзувачки референдум. Законот ќе промениме за референдум, ќе биде само обврзувачки, нема да има консултативен. И секогаш народот, граѓаните, македонскиот народ и сите македонски граѓани ќе се прашат, ајде на референдум, ќе се потроши некој динар, сакате ова, сакате она. Значи, ние еднаш да расчистиме и со името, и со економијата, и овие ги сакаме, и овие не ги сакаме. Кој сака, значи, нека сака. Еве, да не биде само што ќе одите контра и да не зборуваме контра, во што ќе се залагате во програмите ве господине Огненовски? Според вас, кои се најневралгичните точки во македонското општество кај што навистина треба промена да се случи? На што ја фокусирате вашата програма? Ако може да дзирнеме малку... Да, сигурно. Најважните точки е да се уништи овој политички, стопански криминал, митото и корупцијата во Македонија. Значи, ако тоа постои, не можеш никогаш да изградиш држава, да направиш нешто што ние сакаме да постигнеме, функционална држава. Да развиеш економија, да имаш светско здравство, образование, инфраструктура, животна средина, да имаш повисоки плати, повисоки пензии и се разбира и други многу работи. Значи, ние се бориме како најважна точка од овие сите што испомнувам сега да ни биде економијата. Значи, да имаме наврвна светска економија. Мала држава сме, имаме паметни луѓе, само треба добро да се организира и да не се кради, треба да се работи во оваа држава. Дали се тоа премиери, министри, политичари или луѓе што работат, треба да сватиме дека ние можеме оваа држава да извадиме од оваа септичка јама каде што е метна СДС, ДПМН и со нивните полтронски привезоци 33 години. Ја плачка е нормално и уништува, разнебитува на разни начини. Треба да развиеме светска економија во држава која што нема производство, та не може да биде држава.
Ако немате вие економија, ако не ви е вработено работоспособно население, нема да имате ни пензии во иднина, бидејќи на 5 вработени еден пензионер. Кај нас е обратно, имаме околу 2 и нешто на еден пензионер. Фондот е тотално празен, ако не сака да ја кажат вистината, ќе банкнотира и тој фонд, да не зборувам. 30% секој месец зема од буџетот за да може нели да се исплатат пензии. Да, сигурно. Сега тоа е значи број еден економијата. Кај нас многу луѓе погрешно се фаќаат за нешто друго, но тоа е нивен проблем. Сега зборувам, ако ние имаме врвна економија, ќе може да имаме врвно здравство, бидејќи здравството е како ламја, троши пари сам. Тоа е сервис. Али без здрави луѓе ние не можеме да имаме добри работници, не можеме да имаме ништо друго. Образованието. Значи, овие се сите поврзани како столбови, мора да имаме светско образование, не да се купуваат дипломи или партиски да се вработуваат од професори па све што е таму до учители и така натаму. И до во градинка тие некои што ги гледаат децата и да не ги воспитуваат како што треба. Значи, треба да го имаме тој систем. Затоа развиените држави, ќе почнеме од Америка, ќе почнеме од Германија, ќе почнеме од Франција, развиените држави. Гледате Јапонија, гледате како Кина, пример да речем, Австралија, сите се трудат да имаат светска економија, да народот работи. Ние немаме леп да јадиме, се расправаме цел ден со глупости. Значи, глупости невидени. Ние треба како народ да се освестиме, да излеземе и да кажеме, да, овие луѓе, ова партија, демократи, нуди нешто што е најважно. Ние треба да јадеме, стомакот да не е полн. Секоја револуција, крвава револуција и со оружје почнува од стомак. На луѓето ќе му пукне преку глава, па може еден ден да имаме и граѓанска војна во оваа држава. Да не посакуваме се такво нешто така. Не зборам јас, не зборам национална, зборувам народска, што го викам јас. Затоа што економска, не го пожелувам тоа, но ако ние пропаѓаме секој ден, се може да се случат нереди и така натаму. Значи да се ја спасиме нашата Македонија, да почнеме да размислуваме дека и ние како народот, и јас сум дел од народот, да кога излегуваме на избори и на престојните избори што доаѓаат, да се гласа за квалитетни луѓе, за квалитетни партии и да се дознае нивната биографија. Така. Ајде јас да кажам нешто. Дали ви очекувате црна кампања и колку очекувате таа да е присутна или сепак партиите да се надминат себе си и да се концентрираат сите на програмата, бидејќи граѓаните ќе сакаат да чујат и е природно да сакаат да слушнат нешто ново, некоја нова свежа политичка програма и нешто што ќе им помогне нели сите да малку се дигнеме од оваа ситуација во која што сме. 33 години кај нас се води црна кампања, секојдневно. Медиумите помагаат во тоа, се разбира, бидејќи 99% владеачките партии се секојаш на нивните ТВ екрани. Нон-стоп се кажува, така, вие реагирате дека често дека медиумите, поголем дел од медиумите, не сите се разбира, вие сте гостували господинот Бачев во нашата телевизија, навистина сме отворени за сите, но велите дел од медиумите... Дел од медиумите, да речеме, повеќето, не дел од медиумите, повеќето, не дека не канат само нас, не е тоа најбитно се во моментот. Најбитно е што овие 33 години ја плачкаат, ја уништуваат и се обвинуваат помеѓу себе кој поќе украл. Очекувате тоа да го има и во кампањата, да очекувам тоа ќе се зголеми, но ние како демократи кампањата ќе водиме, се разбира, да понудиме решение. Значи, многу имам решение, спомнав јас што ми се најважни, криминално економијата, во овој момент се разбира, и други работи што треба да си ја спасиме Македонија како таква, да креираме функционална држава. Значи, сакам само едно да кажам, дека во оваа кампања, демократи, ќе ги разоткријат, разобличат сите кои учествуваат на овие избори. Дали се тоа нови партии, дали се стари партии. Ние ќе водиме кампања прво за да кажеме на народот кои се овие луѓе што се и кандидатите председатели што ги имаме сега и за парламентарните избори. Но тоа ќе биде 0,1% од цела наша кампања. Толку ќе биде таа ајде. Значи главно ќе биде насочена према решение, да нудиме решение. И ние како народ
поготово македонскиот народ, со сите народи и народности, да се освести еднаш за секојаш и да свате дека во Македонија не само што не треба да постојат национални партии, кои што се чукаат во гради, викаат ние македонските партии ги застапуваме македонците, Македонија на македонците, а албанците викаат ние ги застапуваме албанците, ромите и така натаму. Тоа се тешки преваранти. Ја сега го кажувам, значи Нека тешки се гледа манипуланти. граѓанинот Не, на крај. јас морам да го кажам, се извинам. Демократски празник е така, Како избори. сака нека кажа, значи тешки преваранти, слушајте луѓе, ние треба да се бориме за сите граѓани во Македонија. Значи, почувајќи од македонскиот народ, имаме тука народи во уставо, пише убаво. И албанскиот народ, и турскиот, и влашкиот, и ромски, и така натаму. Значи, да не се занесуваме, ние како демократи се бориме за секој граѓанин да има подобар живот. Македонија да ја спасиме од овие криминалци и се разбира, нема да дозволиме секој од надвор да дојде да не турка и кога ќе ни каже мене и ова, нема така да биде. Со демократи тоа ви го гарантирам.